Заедно со директорот на јавното предпријатие Македонски железници инфраструктура и со директорот на акционерско друштво Транспорт, тука сме присутни да означиме завршување на уште една делница од коридорот 10. Тоа е делницата Куманово до Белјаковце. Рехабилитацијата на оваа делница чини околу 3,5 милиони евра, или самата делница што се реконструираше во должина околу 12,5 километри. Ова е дел од проектот на владата за инвестиција од околу 18 милиони евра за зголемување на брзините на коридорот 10. Она што сакам да го потенцирам е пред се битно и за превозот на стоки, превозот на патници, тоа што, например, при превозот на стока, од влезот на Република Македонија се до излезот кон Република Грција, претходно просечното време траење на движење на стоките беше 4 часа и 15 минути, со реконструкција само на двете делници кои веќе се завршени, во должина од скоро 27 километри. Времето на движење на возовите за превоз на стока ќе се скрати за цел 1 час. Значи, претходно движењето на стока беше 4 часа и 15 минути, сега ќе биде во просек зборувам, околу 3 часа и 15. Односно, нови делници што се рехабилитираа, ви претходно кажав, просечната брзина беше околу 40 до 50 км на час, сега просечната брзина е околу 100 до 120 км на час, значи малку повеќе од дупло ќе се зголеми брзината на движењето. Оваа година започнуваме на рехабилитација на последната делница, тоа е од Неготино до Ногаевци, и со рехабилитација на таа делница која треба да заврши кон крајот на наредната година, ќе се намала дополнителни минимум 30 минути. Значи, само со оваа рехабилитација се намалува време траењето од 1 час, а со рехабилитацијата на железничкиот дел од коридорот 10 помеѓу Неготино и Ногаевци ќе се намали за дополнителни 30 минути. Ова инвестиција што реализираме заедно со јавно предпријатие МЖ инфраструктура, и ова е само еден мал сегмент од инвестициите во железниците што се сега во моментов и што се најуваат во наредниот период. Сакам да се заблагодарам на тимот во Министерството транспорт и врски, посебно на директорот на јавно предпријатие МЖ инфраструктура, на тимот во јавно предпријатие МЖ инфраструктура и во вработеното акционерско друштво, бидејќи интензивно работевме на овој проект. Паралелно, јавно предпријатие МЖ инфраструктура, тука директорот ќе ви каже детали, одстранија десетици црни точки кои беа на дел на коридорот 10, и тие исто така допринесува за забрзување на движењето на возовите во Република Македонија. Знаете дека мештаните од село Рижановце се жалеа заради цената за експропријација на земјиште од 1,5 евро. Ќе преговарате ли со нив за некоја пореална цена? Така. Значи, јас сакам да објаснам постапката согласно Законот за експропријација. Тој проект го работиме заедно со јавното предпријатие МЖ инфраструктура. Значи, постапката е следна. Ние заедно со јавно предпријатие, мислам како Министерство јавно, се обраќаме до Бирото за судски вештачење. Бирото за судски вештачење прави проценка. Таа проценка нас ни основ да доставиме предлог до јавното правобранителство, до државно правобранителство да започне постапка за експропријација. Ги повикува странките и им нуди цена. Доколку граѓаните не се согласни со цената, тогаш имаат право да поведат судска постапка, каде што судот ќе определи финалната сума. Она сума што судот врз база на релевантни документи кои ги достават граѓаните, ќе определи финална сума. Значи, ние во оваа фаза не можеме ништо да направиме, бидејќи Бирото за судски вештачење направило проценка, ние врз база на таа проценка сме доставиле предлог до државното правобранителство, државното правобранителство до управата за имотно-правни односи и управата до граѓаните. Им кажало проценката е толку колку што е во зависност од местоположбата, во зависност од локацијите и така натаму. Значи, таа цена ние немаме законска можност да преговараме. Знаете, секогаш кога соцзема е малку, стално кога ќе се дава е многу, но како и да е. Она што јас сакам да апелираме тоа да граѓаните имаат право да поднесат да поведат судска постапка, каде што судот согласно позитивните законски прописи ќе утврди сумата која ние како министерство и како јавно предпријатие ќе платиме. Така да во оваа фаза би замолил да не се прават проблеми, да не се инициираат политички активности, бидејќи изградбата на пругата кон Бугарија се чека последните 50 на години.
Ние сме спремни со проекти, веќе се доставени понудите. Очекувам многу брзо да заврши самиот процес на евалуација и како што најавивме претходно, почетокот на наредната година да започне со изградбата. Она што сакам да го потенцирам и да апелирам до граѓаните да не прават протести, да не потпаѓаат под политички манипулации, туку имаат можност по судска постапка да се достават, да се започне судска постапка, а судот кој определи која е финалната сума што треба ние да ја платиме. И оно колку што ќе пресуди судот, одговорно тврдам дека толку ќе се плати. Таква беше постапката и за експроприација за гасификацијата, и за изградба на коридорот 10, и сега правиме експроприација за Милодиновци Штип, и за Кличево Охрид автопатот, така да ова не е прв проект што го прави Министерството за транспорт и врски и таа е судската постапка што треба да законската постапка што треба да ја следим. Уште едно прашање. Повелете. Значи во Куманово има ли локација каде што треба да се зградат социјални станови и зошто првичната локација беше пренаменета и беше дадена за изградба на приватни станови во село Бедиња? Да, имаме планирано локации, има повеќе локации кои јавното предпријатие ги разгледува. Претходно локациите во касарната, значи некаде во деталниот урбанистички план не пишува дека тоа се згради за социјални станови, туку тоа се прави согласно програмата на јавното предпријатие. Имаме во план да градиме социјална зграда во Куманово. Претходно локациите во касарната се отуѓени и очекувам многу брзо инвеститор да започне со градба, бидејќи доколку не започне со градба, не ги запазува роковите согласно договорот, тоаш ќе се пристапи кон раскинување на договорот. На која локација? Има повеќе алтернативи кои ги разгледува јавното предпријатие. Господин Јанакевски, беше промовирана нова индустријска зона близу Куманово со продажна цена на земјиште по метар квадратен, евро за метар квадратен. Ни јавуваат од локалната самоуправа дека е преиначена цената од 3 до 14 евра по метар квадратен. Значи јас одговорно тврдам дека уредбата што има донесено владата стои дека почетна продажна цена за земјиште која нема компатибилни намени, исклучиво намената индустрија, е 1 евро по метар квадратен. Доколку има компатибилност во намените, тога се земат и другите намени. Например, ако една локација има предвидено да се гради фабрика и комерцијален дел од фабрика, тоа цената е друга. Но доколку има исклучиво намена индустрија, тоа што одговорно тврдам и можете тој правилник да го видите на нашата веб страница каде што стои дека почетна цена е 1 евро по метар квадратен. Нека ви покажат, тоа е акт кој излегува во службен везник, тоа е јавен документ каде што пишува намена индустрија дека е 1 евро по метар квадратен. Началникот на Куманово вели дека општина Куманово тоа е многу штетен. Зашто е штетен? Со новата цена. Нема нова цена. Значи нема. Законска процедура. Нова цена нема. Добро. А претходно биле продадени, еве сега да се надолжим, градоначалникот вели дека 40.000 квадрати за 1 евро на вработен во транспорт и врски или така нешто, а веднаш потоа била сменета цената. Еве имате ли за ова објаснување доколку е точно? Значи, располагањето со градежно неизградено земјиште на територија на општина Куманово е надлежност на градоначалникот на општината Куманово. Градоначалникот на општината Куманово ги има сите документи во него, че предадена е целата архива. Доколку смета дека нешто незаконски направено, може слободно да го раскинува договорот, може слободно да отуѓува парцели, а јас не сум информиран и не знам дека земјиште е продадено на вработен во Министерството за транспорт и врски. Градоначалникот ги има сите документи, значи сите договори, сите акти пред повеќе од година дена се предадени на градоначалникот на општината Куманово. Градоначалникот на општина Куманово треба да работи да ги следи договорите, доколку некој не постапи по договорите, да ги раскине истите. Ние сега со измените на Законот за градежно земјиште введовме казна од 5 до 7.000 евра за општините, вработените општините, доколку не ги внесуваат на време на договорите во софтверот и не постапуваат доколку некој рок е пробиен. Градоначалникот може да обвинува, но негова задача е да привлекува инвестиции, негова задача е да расчистува локации и да отвора нови работни места. Прво, целосна спекулација е дека владата на Република Македонија или Министерството е зголемила почетната продажна цена за неизградено гранажно земјиште со намена, чиста намена индустрија. Тоа е прво и основно што гледам дека било леферувано во јавност. Знаете, кога некогаш не сте способни или не можете некои работи да ги направите, се некогаш некој ви крив. Прашајте го градоначалникот зошто 3 милиони евра не ги користи за
подобрување на водоводната и канализационата мрежа, средства општината Куманово има најмногу средства земено на територија на Македонија, се уште истите не ги користи.